Повод за днешната пресконференция се за вчерашните најнови случувања со Јован Врнишковски, а пред директно кажуваат одредени слабости во системот на државната безбедност како најзначајно подрачје и основа на која почива безбедно-политичката состојба во Република Македонија. На почетокот да потврдам дека НДМ на своите пресконференции од 1.2.2010 и 15.2.2010 презентираше во јавноста податоци за одредени шпионски активности на Јован Врнишковски во корист на српската и грчката разузнавачка служба, кои на теренот настојува најповеќе преку легални, односно психолошко-пропагандни действија, да ја врши својата субверзивна улога. Само за пояснување, одредени шпионски активности може да бидат како тајни, прекрирени, така и со легални методи. Овие две странски разузнавачки структури имаат одреден интерес да преземаат активности спрема Република Македонија. Меѓутоа, брзо потезното напуштање на државата од страна на Врнишковски во средата по предвременото дознавање на одлуката на апелационот суд во Скопје, иако оваа судска одлука се уште не е јавно обелодената, е за нас крајно алармантно, бидејќи покажува дека инсталациите на КОС се уште имаат цилен разузнавачки програм во македонските институции. Во оваа насока денес сакам да презентираме само еден јавен факт кој јасно покажува дека Врнишковски има силна шпионска заштита во Република Македонија од агенти со работници на КОС распоредени во македонските институции. Имено Врнишковски пред време е добро информиран дека апелационот суд во Скопје деновиве ќе ја објави судската одлука за негова осуда. Иако се уште официјално не е соопштена одлуката на апелација, што значи дека Врнишковски е добро информиран од своите разузнавачки ментори, а може да биде добро информиран само доколку неговите странски разузнавачки ментори имаат силен продор во македонските институции. Како што се очекуваше, од добивањето на оваа битна информација, Врнишковски не е пречен од никого во средата брзопотезно ја напушти Република Македонија. Бидејќи ваквата состојба сериозно ја нарушува безбедноста на Република Македонија, тогаш се наметнуваат следните прашања за премиерот Груевски како најодговорен за состојбите од државата. Како е можно Врнишковски уште пред да биде објавена судската одлука за негова осуда, да го знае исходот и содржината на неповолната судска одлука за него и при тоа експресно да ја напуши државата? Кој му дозволил на Врнишковски да поднесе барање за патна исправа и при тоа во битолската полиција да добие нова патна исправа под број 19.04.171 со која слободно ја напуши државата? Иако во таков случај законот за патни исправи на државјаните на Република Македонија забранува издавање на патна исправа. Но кога веќе незаконски му е издадена патна исправа, а во услови на постојање на кривична постапка против Врнишковски, кој години назад последни негови кривични и прекршачни осуди, дали премиерот Груевски знае дека некој има дадена наредба да не му се одземе патната исправа на Врнишковски, иако законот за јавни исправи јасно пропишува дека доколку по издавањето на патната исправа дојде до кривична постапка или до осуда, во таков случај патната исправа согласно законот мора да се одземе. Дотолку повеќе во случајов не се работи за било кој, туку за лице со документирани сознанија за неговите шпионски активности во корист на српската разузнавачката служба со која несметано работи за разнебитување на македонската нација и црква. Кој дозволил Врнишковски со одобрение од битолската полиција да поседува пиштол марка Берета 9 мм, иако се работи за лице предмет на кривично правен прогон, кој во никој случај согласно законските прописи не може да поседува оружје? Како е можно Врнишковски не само да поседува оружје, но и слободно да ја минува границата со оружје при напуштање на државата? Значи, дознавањето на судската одлука однапред и брзопотезно минување на државната граница без никакви проблеми заради објектување на кривичната осуда, поседувањето на пасош и пиштол спротивно на законските прописи, секој упатен во разузнавачката практика ќе ви потврди дека во случајот се работи за силен продор на КОС во македонските институции кои му обезбедуваат силна заштита на Врнишковски. Затоа, НДМ ги повикува на тежните државни органи да постапат согласно своите уставни надлежности и да ги откријат овие силни шпионски гнезда на КОС во новачните институции и при тоа во корен да ги пресечат овие антимакедонски активности, штетни не само за македонската православна црква, туку и за народот и за државата. НДМ во рамките на своите можности со повикот од пресконференцијата од 15 февруари дека ќе му осимне мантијата и црквените обележја, доколку Врнишковски продолжи своите јавни богослужби со кои ги навредува и повредува националните и верски чувства на сите македонци из целиот свет, како и конкретната порека што му беше пренесена
на лична средба со него, успеавме во тој случај да го неутрализираме Врнишковски во оваа насока. Меѓутоа, сега е потребна силна контраразузнавачка заштита од државните органи. Затоа Народно движење за Македонија ги прави долго очекуваните потези и сега сметаме дека наред е државата. Благодарам.